Едно од првите резбарски дела во манастирот Бигорски е балдахинот, кој се наоѓа над чесната трпеза во олтарниот простор. Архимандритот Арсенije од Галичник, тогаш игумен на Бигорскиот манастир, во 1810 година нарачал да се направи балдахин во Елбасан, Албанија, за што платил 2000 гроша. Тоа во манастирскиот поменик игуменот Арсенije ќе го запише. За кувуклијата, балдахинот над сјатеја трпеза, што е со прекраснаја копаница, 2000. Балдахинот е дело на мијачки копаничари од родот Филиповци од село Осој, кои во тоа време работеле и имале своја резбарска работилница. На северната страна на балдахинот, во горниот дел, е прикажано усекованието на главата на Свети Јован Претеча. Джелатот е во поза откако ја одсекол главата на светецот пророк Јован. Во десната рака го држи мечот, а во левата одсечената глава на Јована. Предаден е со засукани ракави, со капа на главата и со кусав устанела. Пред него е салома со чинијата враце. Над оваа сцена е изрезбан крст, лево и десно цветови од питоми ружи, нарциси, гранки и лисје, а меѓу нив и птици. Извонредната убавина на иконостасот на манастирската црква посветена на Свети Јован Крстител е исполнет со многу композиции, сцени и поединечни ликови од Стариот и Новиот Завет. Централно место меѓу другите сцени има одсекувањето на главата на Свети Јован Претеча, една од најдраматичните сцени илустрирани на иконостасот во Бигорскиот манастир. Свети Јован Претеча е прикажан во темницата на тврдината Махерус. Тука е прикажана зандан кулата со мали прозорци со решетки. Потоа како джелатот го изведува Јован Крстител од затворот и како со врзани раце го води кон гилотината. Но најпотресен е моментот што не го пропуштиле копаничарите, кога Свети Јован клечи на колена со врзани раце одзади, а над него джелатот силно замавнува со мечот и му ја сече главата. На другата страна е салома со чинија враце, која чека да ја земе главата на светителот откако ќе биде одсечена. Додека трае драмата, царот Ирод е прикажан како пирува на богатата трпеза со групи своји советници. Копаничарите не пропуштиле во овој циклус сцени да го прикажат танцот на салома. Под ударите на тапанот и звуците на зурлите, ритмично ке заигра салома, носејќи ја во чинија одсечената глава на светецот и пророк Јован Крстител. Копаничарите мијаци од река, кога ги разбареле свирачите на зурлите и тапанот, пред себе ги гледале луѓето од својот крај, од своите села, затоа што зурлата и тапанот и до ден денес се омилени народни инструменти во реканскиот крај. Свирачите се представени како вистински мијаци. Тапанџијата со природно движење замавнува за да удри, при што се чувствува и ритам, а свирачите на зурла се со напрегнати лице и со уста полна со воздух. Авторите на иконостасот, покрај драматичните сцени од животот на Свети Јован Крстител, на истата табла, во долниот дел на левиот агол, ја прикажуваат и композицијата Рождество на Свети Јован Крстител. Новороденчето Јован е представено како лежи во лулка. До него е мајка му Елисавета и уште две жени, од кои едната во раката држи шише, а во другата рипида. Такви сцени можела да компонира и да ги прикаже толку импресивно во ореово дрво само тајфата на Петре Гарката. Затоа се смета дека творештвото на мијачките копаничари во манастирот Свети Јован Бигорски представува извонредно уметничко дело.
Тоа е истовремено и најмонументално дело по мајсторството на човечки фигури на мијачките копаничари на Балканот. Зографите, иконописците и копаничарите во многу наши цркви и манастири го вековечиле неговото благородно дело. Затоа со векови наназад, а и во иднина, Бигорскиот манастир посветен на неговото име било и ќе биде место за активности за покаяние, покрстување и христијанизирање. Култот кон Свети Јован Крстител и претеча останува вечен.